Многу често во приватни разговори, а и во разговори со луѓето со кои работам еден на еден, слушам како да го добијам тоа што го сакам или зошто не можам да го добијам тоа што го сакам. И кога луѓето ги поставуваат тие прашања, сакаат брзи и едноставни одговори кои ќе ги доведат до целта или ќе им дадат просто одговор зошто не може секогаш толку лесно и едноставно се добие нешто што се сака. Меѓутоа, јас прости, лесни и едноставни одговори не знам и во ова видео можам да ви понудам неколку причини зошто не можеме да го добиеме тоа што го сакаме или неколку прашања кои што можете да си ги поставите за да видите дали сте вие подготвени да го добиете тоа што го сакате. Не ги земаме надворешните услови, надворешните фактори, влијанија, животот кој си тече и ни носи различни предизвици, изненадувања, пријатни и непријатни, влијанието на другите луѓе. Меѓутоа, сепак, фокусот го задржувам на она што можеме ние да направиме, дали сме го направиле, дали сме подготвени, дали можеби сме си дале одговори на сите прашања. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, а темата на денешното видео, како што веќе најавив, е како да го добијам тоа што го сакам или зошто не можам да го добијам тоа што го сакам. Па да одиме со ред. За да добиеме нешто што сакаме, треба да знаеме точно што сакаме. И ова звучи многу едноставно и се знае и се подразбира, меѓутоа не е секогаш така. Често наидувам на луѓе кои што кога ќе ги прашам а што сакаш ти всушност и кога ќе се обидат да дефинираат, точно да кажат, не се сигурни што сакаат и нема дефинирано како тоа треба да изгледа. Многу повеќе знаеме што не сакаме отколку што сакаме. А тоа е навистина многу едноставно. Например, ако сакаме да се запишеме на некој факултет, ние треба точно да знаеме на кој факултет сакаме да се запишеме. Ако сакаме да купиме куќа, стан, да изградиме нешто, треба да знаеме како да изгледа тоа, колку треба да вложиме во тоа. И дури и да не испадне секогаш така како што замислуваме, ние мораме да имаме некоја замисла, некоја идеја во која што ќе дефинираме можеби до детали, можеби ќе направиме некоја поголема слика со покрупни работи, па потоа ќе одиме во деталите. Свесни нормално дека се тоа може да се промени. Меѓутоа, ако не знаеме што сакаме, како и во овие едноставни примери, како ќе го добиеме тоа што го сакаме? Многу често луѓето не знаат точно да објаснат. Епа, сакам да бидам среќна, сакам да ми биде подобро на работа, сакам да имам многу пари, сакам да си најдам дечко, партнер, сакам да заминам од земјава. Ништо од тоа. Се додека не знаеме точно и сигурно што сакаме, се додека не можеме да го замислиме тоа, се додека не го дефинираме, не мора во најситни детали, затоа што реков, тоа ќе се менува, ние ќе треба да се прилагодиме, некои работи нема да бидат баш така. Меѓутоа, ако немаме некоја крупна слика, ако не ги знаеме работите кои што се составен дел од сето тоа што ние треба да го направиме за да го добиеме тоа што го сакаме, или ако не знаеме како изгледа, зашто служи, зашто ни треба, со што ние на крајот на краиштата ќе бидеме задоволни, тогаш не можеме ни да одиме понатаму. Значи, првиот и основен чекор е точно да дефинираме што сакаме и колку што може во поситни детали да го дефинираме тоа и да го имаме во главата како визија. Следната работа која што е убаво да ја знаеме е зошто тоа го сакаме. Зошто токму тоа го сакаме? Понекогаш, кога бараме одговор на ова прашање, ќе видиме дека можеби причините на некој начин се погрешни, а кога се причините погрешни, тогаш немаме доволно мотивација за да го изодиме патот кој што е потребно да го изодиме за да го добиеме тоа што го сакаме. Немаме доволно сили, немаме доволно ресурси, а за тоа не сме ни свесни. Например, ако сакаме партнер само заради тоа да не бидеме сами, или ако го сакаме точно тој партнер затоа што имаме некоја илузија дека со него ќе ни биде прекрасно, тој ќе не направи среќна, или ако го сакаме факултетот кој што ќе го запишеме затоа што
Тој избор на нашите родители, таму отишле нашите пријатели, не сме сигурни баш што сакаме, па нема што да правиме, па ќе отидеме таму. Се тоа може дури да ни успее, да потрае одредено време, меѓутоа кога тогаш тоа ќе се распрсне како меур од сапуница, затоа што не е реално, затоа што не е одраз на нашите потреби, желби, не доаѓа од длабочината на нашата душа, не е убаво осмислено, не е адекватно на она што нас не е желба и потреба. Многу често сакаме некои работи затоа што ги има некој, затоа што ги сака некој, затоа што така ќе бидеме посреќни, поисполнети, позадоволни, за да покажеме, докажеме некому. И се додека е тоа така, најверојатно нема да го добиеме тоа што мислиме дека го сакаме. Кога ќе откриеме зошто сакаме нешто, ќе можеме и да ја видиме целата слика. Односно, тоа е третото прашање кое треба да си го поставиме или би било убаво да си го поставиме. Дали јас тоа што го сакам, што сакам да го добием, го гледам во целост? Дали јас сакам реалната слика за тоа? Дали сум свесен или свесна за се што ми носи тоа, и добро, и не толку добро, и убаво, и помалку убаво, и уживање, задоволство, леснотија, но и исто така разни предизвици кои ќе треба да ги решавам, нови работи кои ќе треба да ги учам, компромиси кои ќе треба да ги правам. Затоа што секоја работа и се ново што сакаме да почнеме и се што сакаме да добиеме, прави промена во нашите животи. Не постои нешто кое што ќе биде само лесно, едноставно, убаво, ќе не усреќува, ќе не задоволува. Секогаш ќе има и нешто во тоа што не ни се допаѓа. Изборите најверојатно ги правиме според тоа колку некоја работа има повеќе работи кои што ни се допаѓаат, а помалку кои што ни се предизвик или не ни се допаѓаат, па некако можеме да се носиме со тоа. Затоа е битно да се види реалната, целосната слика и да се биде свесен дека што и да е, со самото тоа што ќе направи некаква промена, ќе ни отвори одредени предизвици. Ништо на овој свет нема да биде едноставно, лесно, брзо. Кога сакаме нешто да добиеме, треба да ја видиме целосната слика и да се прашаме себе си, да се преслушаме дали сме ние подготвени и дали го сакаме тоа целосно или пак само имаме некоја идеализирана слика, тоа ни е замена за нешто што ни недостига, излегуваме од едно, влегуваме во друго, па мислиме дека тоа ќе ни ги реши сите животни проблеми. Например, ако претходно сме имале некој партнер со кој не сме функционирале и сме имале некое лошо искуство, тоа не значи дека следниот партнер ќе биде идеален, нема да биде таков, ваков или онаков. Ќе биде каков што ќе биде, но ние треба реално да видиме. Или ако сме се запишале на овој факултет, а не на тој, многу често знаеме да го идеализираме факултетот на кој не сме се запишале, па да ги заборавиме сите предизвици кои можеле да ни се појават. Ако сакаме нешто да добиеме, треба да ја видиме целосната слика, да идеализираме колку што е можно помалку и да бидеме подготвени да се договориме со себе си дека ќе се носиме со предизвиците што ќе ни ги донесе тоа, затоа што поважна ни е целта, односно поважно ни е дека сакаме тоа да го добиеме. И нешто многу важно, или четвртото прашање кое треба да си го поставиме на себе си: дали јас сум подготвена да го добием тоа што го сакам? Дали јас ги имам капацитетите, вештините, потребните квалитети? Дали јас го нудам тоа што го очекувам од другите? Дали сум подготвена да одам понатаму, да се образувам? Дали сум подготвена да се преселам можеби од местото во кое живеам? Дали сум подготвена да правам компромиси, да си скратам од слободното време, да научам нешто ново ако е потребно, да променам нешто кај себе? Тоа не мора да е некои длабоки промени. Некогаш е доволно само нешто од надворешниот имидж да треба да промениме или работната средина. Дали сме ние подготвени за сите тие компромиси, за сите тие откажувања, за сите тие работи кои ќе треба да ги промениме или да стекнеме нешто ново, нови знања, нови вештини, да работиме на себе, да се откажеме од некои навики за да го добиеме тоа што го сакаме. И тоа е и петото прашање:
Доколку не ги поседуваме сите тие квалитети, алатки, време, простор, ресурси, капацитети, човечки, душевни, ментални, интелектуални, дали сме подготвени да правиме промена? Дали сме подготвени да излеземе од нашата зона на комфорот и да направиме промени, да отстапиме неколку чекори назад доколку е потребно? Се ново што ќе дојде во нашиот живот ќе направи некаква промена. Тоа е секојдневно, се ново што ни се случува нас некако не менува. Меѓутоа ние толку не обрнуваме внимание, не сме апсолутно свесни и посветени. Меѓутоа кога сакаме да добиеме нешто и го добиеме што до вчера сме го немале, се разбира дека тоа ќе ни го промени животот. Ако бидеме искрени со себе, можеби ќе дојдеме до фактот дека не баш вака ми е полесно, имам некои скриени стравови, како и да е, доколку немаме дефинирано што сакаме, не знаеме точно зошто го сакаме тоа, што можеме ние да дадеме, што можеме да понудиме, не знаеме точно дали ги поседуваме сите тие потребни вештини, капацитети, ја немаме реалната слика, односно идеализираме и не сакаме да се менуваме, не сакаме да правиме компромиси, да се прилагодуваме, да менуваме своји навики, да си кратиме од времето. Сето тоа покажува дека ние едноставно не сме подготвени за тоа што сакаме да го добиеме. Ке влијаат многу фактори, нема да оди секогаш се по планот, меѓутоа, ако ние овие прашања сме ги одговориле позитивно и ако цврсто стоиме за сето тоа, тоа ќе ни помогне да се движиме сигурно кон целта и многу полесно да го добиеме тоа што го сакаме. Доколку ги немаме одговорите на овие прашања, тогаш многу потешко ќе го добиеме тоа што го сакаме или пак ќе го добиеме, меѓутоа тоа нема да биде тоа. А што не е тоа, тогаш нема ни долго да трае, нема да бидеме успешни во тоа, нема да бидеме задоволни. И уште нешто, многу често во животот, кога нема да го добиеме тоа што го сакаме во даден период, ако ни се случи после 2, 3, 5 години, сваќаме зошто не сме го добиле тогаш. Од некоја дистанца временска после многу години можеме малку поинаку посвесно да погледнеме и да сватиме, не беше тогаш вистинско време, не бев подготвена или пак ми се случија многу поубави работи благодарение на тоа што не го добив тоа што го сакам. Јас од моето лично искуство можем да ви кажам дека многу од работите во животот кои сум ги сакала, сум ги добила, но не во времето во кое јас сум сакала да ги добијам и не на начинот како ја што сум имала замислено. Изборот е мој, дали јас ќе ги прифатам тогаш кога ќе дојдат во таква верзија како што ќе дојдат, или пак ќе бидам тажна, разочарана, незадоволна, затоа што не било тоа тогаш кога јас сум сакала и така како јас што сум замислила. Има нашиот народ една поговорка која вика: внимавај што сакаш да не ти се оствари. Така како што не очекуваш тогаш кога не си подготвен за тоа. Јас ви посакувам се најубаво, да работите на себе и на остварувањето на своите желби, со леснотија да го добивате она што го сакате, свесни дека ќе има и предизвици и да умеете да се носите со тоа. Ви благодарам што ме следите, претплатете се на каналот или кликнете subscribe, стиснете лайк, ако ви се допаѓа ова видео, погледнете некој од моите стари видеа и со некоја нова тема се гледаме во некое следно видео. Се најубаво!